Драги сограѓани и почитувана јавност, време е да позборуваме за изборниот законник, зошто немаме нов изборен законник и зошто тој сега е блокиран во собранието. 30 години правилата на игра на изборите се кројат според волјата на големите партии, а не волјата на граѓаните и тоа што соодветствува со потребите на нашата демократија. Сега немаме нов изборен законник затоа што од самиот почеток имаше заговор тој воопшто никогаш да не се донесе. 30 години партиите ви ветуваат една изборна единица, нема ништо од тоа. Не се нагласува, не се наговестува. Од оваа констелација на парламентарниот состав моментално, при воведување на една изборна единица, сите партии имаат да изгубат, освен левица. Сите партии го компрометираат процесот за носење на една изборна единица. 30 години ВМРО, ДПМН и СДСМ ги кројат правилата на играта за да им одговара нив. Затоа и сега електронското гласање на диаспората беше заговор и зицер кој ВМРО ДПМН им го даде на СДСМ за да го оправда нивното блокирање. И сега ќе ви кажаме зошто. Ние во овој случај имаме авторитарен и недемократски изборен законник. На втори избори поред една партија, партијата која ве представува вас, Левица, партијата која не е финансирана од олигархијата, повторно ќе биде исклучена од можноста да настапува фер на овие избори. И мораме да зборуваме искрено дека ова не станува збор за финансии, туку станува збор за избори кои вие, повторно, ќе ги имате како граѓани на Република Македонија во оркестрација на ВМРО ДПМН кои нема да бидат фер. Ни една држава, ни една демократија не може на еден политички субјект два пати поред да не му дозволи да настапува нормално на изборите. И со тековниот изборен законник, кој ниту ве представува вас како што треба, затоа што ја нема едната изборна единица, ниту кој овозможува фер избори затоа што на левица ќе се даде хендикеп, со овој изборен законник кој ќе одиме, тој изборен законник им одговара и на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Партијата во криза СДСМ ќе направи се, ќе игра со ѓаволот, ќе игра со Мицковски, за да остане истиот изборен законник под опасноста од целосен крах на следните избори. ВМРО ДПМН игра со СДСМ за да се задржи истиот баланс и за да се задржат истите правила на игра. Што тоа му е потребно да се смени на ВМРО ДПМН во овој изборен модел кога тој располага со сите средства да манипулира со него? Затоа сега е останато на нас. На нас како левица и на вас како јавност, граѓани, експерти, новинари, работници и млади. Да се избориме за демократијата во Република Македонија. Овој процес не смее да застане овде, затоа што со овој процес се манипулира. И се манипулира предолго и ќе продолжи да се манипулира се додека ние не побараме гласно промени и демократизација на процесите. На крај имаме порака до нашите политички противници. Ние сме спремни под било кои услови да учествуваме на изборите и да ви зададеме удар каков не очекувате. Левица е спремна да го мобилизира целото граѓанство и сите работници во Република Македонија, да се зададе удар на оваа ламја која 30 години владее со нас. Сега е време ние да се договориме, затоа што партиите на олигархијата веќе се имаат договорено. Ви благодарам.